Целта на денешниот настан е да презентираме податоци за доходовната нееднаквост во Македонија, односно за тоа како доходот е распределен помеѓу граѓаните. Зошто е ова важно? Затоа што во последниве десетина години ова прашање стана доста актуелно помеѓу економистите. Се појавија студии кои што покажуваа дека се појавија студии кои што покажа дека високата нееднаквост води до понизок економски раст, дека нееднаквоста може да доведе до финансиски кризи. Вклучен некој друг? Некој согласи. Окей, добро. Да. Значи, нееднаквоста може да доведе до понизок економски раст, нееднаквоста може да доведе до појава на финансиски кризи, нееднаквоста може да ја намали социјалната мобилност, односно веројатноста некој што се раѓа како сиромашен да стане богат во својот живот. Нееднаквоста може да доведе до полошо образование и полошо здравје во државата. Нееднаквоста може да доведе до повисоки стапки на криминалитет. И заради сите овие причини, во развиените земји во последниве години се појавија податоци во врска со нееднаквоста и најчесто користениот индикатор за нееднаквоста беше учеството на најбогатите 1% од луѓето во вкупниот доход што се остварува во државата. На овој графикон може да се види каква е нееднаквоста во европските земји, за кои што постојат податоци, мерена на овој начин. Може да се види дека на едниот крај се земјите како Холандија и Данска, кои што имаат ниска нееднаквост, односно таму најбогатите 1% заработуваат околу 6% од вкупниот доход. Помеѓу се на почетокот некои други скандинавски земји како Финска и Норвешка, па понатаму се некои други европски земји, можете да ги прочитате. И на крајот се Германија и Обединетото кралство, каде што нееднаквоста е највисока во Европа и изнесува околу 13%, односно најбогатите 1% од луѓето имаат околу 13% од вкупниот доход. Со денешниве податоци, ние практично Македонија ставаме во групата на овие земји и како што можете да видите, Македонија прва од земјите од регионот која што објавува вакви податоци. Податоците, само на кратко да кажам од каде се податоците. Податоците се од Управата за јавни приходи, од годишните извештаи кои што компаниите и сите правни лица ги испраќаат до Управата за јавни приходи во врска за плаќање на персонален данок на доход. Имаме скоро целосен опфат, односно сите луѓе кои што остваруваат некаков доход се опфатени во анализата, поточно околу 90% од луѓето се опфатени, и има вкупно 940.000 лица. Значи 940.000 лица во Македонија остварувале некаков доход и тука се опфатени сите видови на доход, односно плати, пензии и сите други категории што се сметат како доход. Кога Македонија додадеме на овој графикон, тоа изгледа вака, односно Македонија има највисока стапка на нееднаквост од сите европски земји за кои што постојат податоци, повисока и од Германија и од Британија. Во Македонија најбогатите 1% од луѓето остваруваат 14% од вкупниот доход. Но, што значат овие 14%? Тие значат дека ако вкупниот личен доход во 2016 година во Македонија изнесува околу 3,4 милијарди евра, 14% од тоа, односно 470 милиони евра, завршиле кај најбогатите 1% од луѓето. Тие понатаму значат дека просечниот личен доход на овие најбогати 1% од луѓето е 14 пати поголем од просечниот личен доход во државата. Односно, просечниот личен доход во државата во Македонија во 2016 година изнесува околу 300 евра месечно, додека просечниот доход на овие најбогати 1% од луѓето изнесува околу 4200 евра месечно. На овој графикон може да се види како е распределен доходот по различни центилни групи, односно за целата популација поделена по центилни групи, односно на 100 групи. Овде се прикажани првите 30% од населението и може да се види дека нормално доходот има некаков си раст, и првите 30% од населението имаат доход кој што е до 170 евра месечно, односно просечно околу 100 евра. Кога тука ги додадеме наредните 30% од популацијата, се забележува дека има и понатаму некаков раст, и 60% од вкупната популација во Македонија што остварува доход, има доход до 250 евра месечно, односно доход што е во просек 150 евра. Кога тука ги додадеме наредните 30%, тоа изгледа вака, односно 90% од населението во Македонија има доход до 500 евра месечно, а во просек околу 250 евра месечно. Кога тука ги додадеме наредните 9%, тоа изгледа вака, гледате дека растот забрзува, и кога тука ги додадеме најбогатите 1%, тоа изгледа вака, односно растот на доходот практично експлодира.
Да повторам, значи 50% од луѓето во Македонија што остваруваат доход, имаат доход што е под 212 евра месечно, 70% имаат доход што е под 297 евра месечно, 90% имаат доход што е под 495 евра месечно, а од друга страна 2% од луѓето имаат доход што е над 1044 евра, а 1% од луѓето доход што е над 1523 евра. Ова исто така може да биде интересно. Највисокиот доход што е остварен во 2016 година изнесол 2,6 милиони евра. Во истата оваа година имало како? Како? Да, во текот на годината, да, нето по плаќање даноци. Сите бројки што ги спомнувам до сега се во нето износ. А во истата таа година имало вкупно 15 лица што оствариле доход над 1 милион евра, 66 лица што оствариле доход што е над 500.000 евра, 283 лица што имаат доход над 200.000 евра и 775 лица што имаат доход над 100.000 евра. Овие 775 лица оствариле вкупно 190 милиони евра доход во 2016 година, што е еднакво на доходот што го оствариле 210.000 лица што имаат најниски приходи, односно доход во истата оваа година. Ова може да биде интересно за вас, еден пример за тоа што значи ова во реалниот живот. Ова е еден пример од едно предпријатие што се занимава со издавање на весници. Во предпријатието имало 467 вработени, односно лица кои што оствариле доход од предпријатието. 466 од нив имале просечна месечна плата, односно доход, не само плата, вкупен доход, од 280 евра, а лицето што остварило највисок доход имало месечен доход од 21.000 евра. Следниот пример, според мене уште по-еклатантен и се однесува на една текстилна фабрика, која што има 377 вработени, 366 од нив имаат просечен месечен доход од 140 евра, односно 8.500 денари, а лицето што има највисок доход во оваа фабрика има доход кој што изнесува 73.000 евра месечно. Односно, тоа едно лице остварува повеќе отколку што заработуваат сите останати вработени заедно. Освен што е висока нееднаквоста на доходот во Македонија, таа и расте. На овој графикон можете да видите како таа се движи во последниве 3 години. Во моментов имаме податоци само за последните 3 години. Кога ќе ги добиеме останатите податоци за останатите години, ќе ги објавиме и нив. До во последните 3 години учеството на најбогатите 1% во вкупниот доход пораснало од 13,7% на 14%. И ова можеби не ви делува загрижувачки, можеби не ви делува многу, но всушност е, затоа што го покажува следново. Покажува дека за 99% од населението доходот во овие 3 години се зголемил за 18 евра месечно, а за најбогатите 1% тој се зголемил за 392 евра месечно. Интересно е да се забележи и каква е структурата на доходот на овие две групи на категории на луѓе, односно 99% од населението и најбогатите 1%. За 99% од населението најзначен доход е платата, со 55% учество во вкупниот доход. На второ место се пензиите со 31% и останатите категории дават нешто повеќе од 10%. Значи платите и пензиите се главниот извор на заживење за 99% од луѓето. За најбогатите 1% структурата изгледа вака, пензиите воопшто ги нема, учеството на платите се намалува на 45%. На второ место се дивидендите кои што се остваруваат од акции, и тие учествуваат со 16% во нивниот доход. Договорите за дело, кои што тука се генерално менаџерски договори, учествуваат со 12% во вкупниот доход, а закупнините од издавање на имот учествуваат со скоро 10%, односно поточно 9%. Така што има значајна разлика тука, кај најбогатите 1% од луѓето приходите од капитал, односно од дивиденди и од закупнини се значајна категорија. Интересно е да се забележи како се распределени различните видови на доход по овие две категории. За вкупниот доход, кажа веќе, 14% од вкупниот доход завршува кај најбогатите 1%, кај платите тоа учествува малце помалку, околу 9%, кај закупнините 40% од сите закупнини што се остваруваат во оваа држава завршуваат кај најбогатите 1%. Игрите на среќа се интересен пример. Една половина од вкупните доходи од игри на среќа завршуваат кај најбогатите 1%.
Дивидендите се уште поеклатантен пример. 90% од сите дивиденди во оваа држава завршуваат кај најбогатите 1%, а од каматите 95% од сите камати завршуваат кај најбогатите 1%. Последното што сакам да го кажам е како се движи даночниот товар по различни категории на граѓани. Тука се прикажани првите 98% од популацијата и можете да видите дека кај првите 98% од популацијата даночниот товар расте. Што значи тоа? Ова значи дека даноците што ги плаќаат побогатите во 98% се повисоки како процент од бруто доходот на лицето од даноците што ги плаќаат посиромашните. Кога на овој графикон се додадат наредните две центилни групи, односно луѓето што спаѓаат во категоријата 99% и најбогатите 1%, тоа изгледа вака. Даночниот товар почнува да се намалува. Значи лицата што спаѓаат во групата 99% плаќаат даноци од 25%, што е помалку од она што го плаќаат лицата што спаѓаат на пример во оваа група од 80 до 90%. Најбогатите 1% плаќаат уште пониски даноци, односно плаќаат даноци од само 20%. Кога тука се додат и најбогатите 0,1%, тоа изгледа вака, најбогатите 0,1% од луѓето, односно најбогатите околу 1000 луѓе, 900 и нешто луѓе, плаќаат даноци во просек од 13%, што е пониско од било која друга категорија на граѓани во држава. И тука би завршил со презентацијата, ќе кажам само дека податоците може да се најдат на нашиот сајт, на овој линк, и би заклучил со тоа што сакам да кажам дека целта на денешната презентација не е само да ги презентираме овие податоци, и на вас и на јавноста, туку целта е да укажеме на тоа дека се неопходни суштински промени во одредени економски политики што се воде во оваа земја. А тука пред се мислам на две работи. Првата се минималната плата и законот за стечајци, а втората е даночната реформа. Кај минималната плата и законот за стечајци, знаете дека има закони за решавање за овие работи кои што се доставени до собранието и кои што моментално се блокирани, не може да се донесат. Минималната плата требаше да почне да се применува од 1 септември, но веќе 25 август и нема ништо, нема ни изгледи дека ќе биде донесен законот во догледно време. И сакаме да апелираме на тоа да се донесе тој закон побрзо, затоа што исто како и законот за стечајци, затоа што овие категории на најранливи категории на граѓани не смеат да бидат ничии заложници. А второто што сакаме да го истакнеме е дека е неопходна даночна реформа. И со таа даночна реформа практично овој тренд тука на намалување на даночниот товар кај најбогатите би требало да се сврти во спротивна насока, односно да има раст како што е тоа во сите развиени земји.